Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцовски. Се извинувам за доцнењето, моја вина. Уште едно утро на Радио Лидер. Ово утро ќе се обидеме да ги анализираме изборите како феномен кој ќе ни се случи веќе не толку нели во иднина, близка иднина, чекаме да дојде нова година, и Ивица по нова година веројатно секи се престрои за изборите. Веќе е престроено. Само микрофонот малце вака да го исправиш. Чекај, долниот дел. Добро. Веќе е престроено по мене. Мислам, во изчекување сме сите ке папсаме да изборите. Тоа е проблемот. Знаеме една работа. Датумот го знаеме. Датумот го знаеме. Датумот е 8 мај. На парламентарни, на втор круг на председателски, првиот ќе биде 24 април. Сега победата значи ќе се обзнани на 9 мај. На денот на Европа, да. Добро, на победата исто. Да. Ке наславиме и двата датуми, ке нас го славиме и денот на победата. Денот на победата на фашизмот. Мислам дека сегде се слави тоа во два датуми. Види, интересна работа што ќе биде интересно за нашите гледачи и слушатели, дека 9 мај во Германија не е слободен ден, ама се одбележува како ден на победа против нацистичкиот варваризам, така го викаат. Така што и Германија сака да се ослободи, нели од тоа наследство. Мислам сега да се каже, да се нормално. Сега, значи, што се случува? Исто така факт кој го знаеме дека Талат Џафери ќе биде преоден премиер. Да. Тоа е интересен избор на Дуи, би рекол. Дуи се обидува... Очекуван, да кажеме. Види, не е баш очекуван. Зошто? Очекувано беше да биде младотурската револуција во Дуи да победи со Артан Груби. Ма не, Артан Груби... Поради кого, извини, поради кого се создадоа и овие што се огнените, затоа што тој беше претерано форсиран, но исто така тука и другото, има едно друго крило, тоа е крилото на Бујар Османи, но се чини Али Ахмети жестоко оди по таа логика кога немаш што да правиш и кога имаш нели поделби, одбери командант и работите ќе бидат полесни. Ја мислам дека Али Ахмети умее да дозира, односно Артан Груби е во право си тупаницата на радикалното Дуи, ако можем да кажем, со својата реторика, со едно со друго. Пандан има и во ВМРО на такви ликови, кои што едноставно само на луда реторика си ја прават својата политичка врвица, и во СДСМ има такви бројни, овако и во другите. Проблемот е што ниту во ВМРО, ниту во СДСМ такви ликови не стигнале до подпредседател на влада, што е паметната. Ма му стигна. Освен национализам и освен провоцирање на македонците, Артан Груби нема што да понуди. Така што претпоставам дека... Добро, и неколку сомнителни бизнис делки сега да бидем. Тоа се доаѓа со национализмот и со антимакедонизмот. Исто и со антиалбанизмот, кај некои политичари сега нема тука. Тоа иде у пакет корупцијата. Кога некој нема што да понуди, што прави позадина на крајот на криштата. Но сега да се вратиме на темава. Значи, јас мислам дека тој беше еден вид на тој избран за дежурен провокатор. Зборуваме за Артан Груби. Да генерализираме оние кои што кружеа во јавноста како можни кандидати за преоден премиер. Ајде да видиме кој беа тоа. Тоа беа Бујар Османи. Меѓутоа гледаме дека тој е опуштен, те ужива својата улога на министер за надворешни работи на Македонија. Понатаму се зборуваше за Фатмир Бесими, и ја мислам дека доколку не беше Талат Џафери, ќе беше Фатмир Бесими, затоа што да, тоа е исто една технократска варијанта која што горе дуи рационална, како да ја наречам. И го спомнува овој што не збореше ни македонски ни албански, што беше така прилично. Тој за екологија. Тој, да. Енглезот. Не знам од каде беше дечкото, меѓутоа не оставаше впечаток на јуношо, на радикали и така натаму.
Добро, има тука и па дури и Бектеши не е некој Не, радикал. ајде да анализираме една друга работа. Сега, со ова со преводен премиер Талат. Покрај символиката, преводен премиер и така натаму. Мислам дека дека се форсира еден проект на ДУИ за една условно кажано либанизација на Македонија, кај што една од трите функции, председател на собрание, председател на држава и председател на влада, мора да оди кај партнерот од албанска страна. Исто како што во делот Секретаријат за европски прашања, Министерство за одбрана, Министерство за надворешни работи, еден мора да оди. Ама знаеш како И исто како што економија, финанси и вице-премиер за економски систем, еден мора да биде од партнер. Мене не ми се свиѓа таа етничка поделба. Сега констатираме, види. Не од причина што јас имам нешто против албанците, сосем спротивно, ја немам проблем албанец да ги држи трите овие функции. Исто и јас. Ако станува збор Исто за јас. добар кадар И кој што добил на избори. кој што добил на избори, сега ние вака ставаме во една ситуација на, како да кажам, на изигрување на демократијата. Да. Првенствено затоа што партија која има колку пратеници има во моментов дуи? 10 10 или пратеници. 11. Небитно во таа партија толку моќ да е нели сконцентрирана. Своевремено не знам кој имаше НСД, па Тито Петковски. Имаше Не 10 нема, ама добро, еве, убава споредба прави. Близу 10 беше. Замислете тогаш сите овие функции. Васло Тупурковски со Деја имал 14. Замислете Васло Тупурковски да беше председател на држава, Саво Климовски беше председател на собрание и Радмила Кипријанова да беше премиер. Стварно не е окей тоа, но дуи една друга тема и доволно емисии сме му посветиле. Сметам дека треба да разговараме од повеќе аспекти. Значи, треба и кандидатите да ги спомниме на председателските избори, техничката влада. Се уште не е одлучено дали ВМРО ќе учествува во техничката влада. Мој став веќе сум го изнал еднаш или два пати е дека ВМРО ДПМН не смее да помисли да не учествува во техничката влада. Затоа што таа техничка влада е институционално создадена за некој да ја контролира власта. Еве, самите видовме, вчера тука зборевме, минатата недела зборевме со Сламков, 2 емисии имаме на таа тема од прилика, тоа е како власта ќе се обидува сега со социјални пакети да ги подкупува луѓето пред избори. Тоа како поминува времето ќе се интензивира. Улогата на тие технички министри, технички премиери не е да владеат. Улогата е да контролираат. И токму затоа сметам дека кога веќе постои овој механизам, кога е веќе вграден во македонскиот систем, неодговорно би било, според мене, од страна на ВМРО ДПМН да не учествува и да не ги земе тие полуги на контрол. Тоа е некој моје мислење. Добро, моето мислење е поинакво и сме зборувале веќе на таа тема. Моето мислење е дека никаде во Европа не постои концептот на природна влада. Никаде. Ама никаде. Зошто? Се нарушува моделот на континуитет на власта. Никаде во ЕУ не се случува да се смени името на државата. Значи, без разлика. Меѓутоа не може ние да бидеме преседан, Јупчо. Кога тоа е друга дебата. Не е друга дебата, истата дебата. У моментов ние не разговараме за тоа. Тоа е факт, постои во законот. И сега, значи, по мене, само сега кренат рака пратениците на ВМРО ДПМН за Талат Џафери. И шо ако кренат? И подаваат легитимитет на дивењето на ДУИ. Зошто гледаш така не работи? А како да гледам поинаку? Што има врска доколку прво, тоа е станува збор за техничка за преводна влада, тоа не е политичка влада. Кога креваш рака за техничка и за преводна влада, ти всушност креваш рака за организирање на избори. Не креваш рака за Талат Џафери да владее со Македонија, исто како што твоите министри не владеат, туку контролираат. Тоа е суштината. Немој символиката, ние постојано патиме од таа символика. Битна е символиката. Некој смета... Битна е символиката. Еве сега ќе ви кажам колку е битна символиката. Некој смета дека
символиката е важна за да не се излезе на попис и еве кај не доведе тоа. Не гледам паралела. Некои мислеа дека символиката е важна и ја мислев, за жал, да не се излезе на референдум, да се гласа против и еве видовме кај не донесе таа символика. А што требаше да се прави? Да се излезе на референдум и да се гласа против. Ма нема. Промена па да нема. им дам легитимитет на тоа. Па добро, еве сега Веќе имаше преседан. Значи Лјупшо, не ти е врат тезата. кој беше преседанот? Па со референдумот за територијалната поделба. Знаеш што е проблемот? Имаше преседан, што? Тој преседан што се искористи како изговор е неодговорното однесување на овие, сега ни дава право и ние неодговорно Не е да се така, однесува. ама не си во право. Тоа беше тој преседан. Ама не е си во право. Постојано ние Значи требаше да се излезе на референдумот, да го наместат референдумот и да речеме еве народот ја прифати. зашто тогаш сега Тоа да ти се беше излегува невиновен. уопште на избори? Ако Не може е тогаш да го наместат Затоа што референдумот, тогаш беше здивено. ќе можат и сега да ги наместат изборите. Не можат. Тогаш беше друга ситуација, друга како беше геополитика. Која беше ситуацијата друга? Сосема друга беше тогаш. Технички Зоран беше Заев беше референдум. донесен, наместен од владата, од битни сили, да го направи тоа што го направи. Зоран Заев веќе не е тука. Зоран Заев... И сега више не може да се местат избори. Зоран Заев не е тука и сега веќе избори не може има да се појака контрола. Сега е демократот и ќе му веруваме сега сите на Има појака контрола. за да има контрола, треба да има техничка влада. За да има контрола треба да има наблюдувачи на избори. Техничка влада не го решава. Техничка влада го легитимира премиерот од ДУИ. Што е проблем? Тоа е едно. Второ, видовме искуството со технички влади не му помогна никому. Ниту му помогна на СДСМ да победи во 2016 година. Изгуби. А ВМРО ДПМН влезе во една лоша замка во 2020 година. Без Така што техничка во моменти, значи, во моменти кога владата самата предвидува во буџет трошење Да, како ќе спречиш тоа? за време на изборите, Како ќе спречиш тоа? Тоа ќе спречи законот, нема да го спречи. со министерот за труд и социјална политика. Како? Во моменти кога на сите ни е јасно дека подкупот е единствено решение за СДСМ, дете, молам се оставиме да се докажам. За СДСМ да дојде на власт, да остане на власт, извинувам, во моментите кога знаеме дека планираат буквално секој денар да го насочат кон тоа да дојдат на власт, ќе кажем еден пример, минатиот пат се случи тоа што се случи со Рашело Мизахи, после тоа подрачните единици тие кои даваат социјална помош од Министерство за труд и социјална политика, на денот на избори луѓе кои се таму инспектори вработени и така натаму им звонеа на социјалци и ги тера да излегуваат на избори. Доколку го имаш и да гласаат за СДСМ. А тоа го направи. Па го направија пошто Рашело се тргна. Со министр, ама не, што го направи. Нема министер. Го направи. Немаше го направат министер. пак. Еве ти кажам пак. Немаше доколку имаш министер, тука имаш едно друго ниво на контрола. Ако не друго, еве не одиме понатаму, во кампања нема да се злоупотребуваат службените возила. Затоа што имаш министер кој сето тоа може да го контролира. Не е тоа озбилна работа. Не е тоа бенигна работа. И важно е да се учествува во техничка влада. Зошто? Затоа што ако ВМРО ДПМН е по друга страна, они имаат идеја утре да го водат системот, не може едноставно да не убедат нас дека ќе го водат утре системот ако денес го бойкотираат, ако денес го саботираат. Кога сакаш да го водиш системот, првенствено треба да го прифатиш. Го прифаќаш па го водиш. Ако не го прифаќаш, нема ништо да го водиш. Која потреба? Што ме гали ја да ти верувам дека ти ќе го водиш системот кој не го прифаќаш. Ја поише ќе верувам ако не влезат во владата. Има устав, кај во уставот има преводна влада? Предвидено е со законот. Каде во устав има преводна влада? Предвидено е. Значи, преводната влада е дел од системот. Еден конструкт донесен за да се донесе Зоран Заев на власт треба да се бойкотира, по мене. Ова твоево размислување кога во Англија утре да речат кај уставот има горен дом? Има. А тој пише во устав, пише не е во устав, имаат они куп, значи нивниот устав
не е еден документ кој ќе речеш дека нема пишан устав. Значи дека британскиот устав не е консолидиран во еден документ. Па и нашиот устав не е консолидиран. Не, има разлика, чекај бе. Политичкиот систем има делови кои не се во уставот. Ама не е така. Има делови кои не се во, па како не? Па не си оправа. Има, има делови. Чекај се, не, ова види, сега не оди таму кај што не треба да одиш. А зашо? Значи, пишан, на пример, каде го има, прво место кај што се среќава горниот дом е Магна карта. 1215 година. Добро, да. Од Магна карта па натака има една цела серија документи кои што треба да дефинира. Прва што се но само дозволи. Да. Значи, има земји со една е фактички Британија, која што има која што нема пишан устав, иако има многу стабилен уставен систем, нема збор. Другата наводно е Израел. Израел има друга работа, има еден основен документ, ама нема устав затоа што не сме да постои текст кој што е над Библијата во еврејската религија, такви нека работи не е врска. Сите други земји имаат устав. Уставот е тој кој што јасно и гласно пропишува кој е системот на власта. Преодна влада е травестија на системот. Преодна влада е изопачување на системот, преодна влада е срамота за системот. Преодна влада е срамота за Македонија што воопшто беше ставена. Од 2000 само дозволи, беше ставена зошто? Да дое Заев на власт. Како дел од проектот да дое Заев на власт. Значи, тоа се распадна, во моментов треба да се врати демократијата. Враќање демократијата во Македонија подразбира укинување на сите луди тела. Не се сеќавам дека СЈО каде е? Еве те прашам. Не се сеќавам дека во 2016 година го правевме муабето вак. Не се сеќавам, сега да бидам искрен. Јас Може се лажам. Значи може се лажам, тоа е прво. Второ, тоа што како викаш, Магна карта е има 1200 и нешто. Преодна влада ја има од 2016. Ние го имаме тоа стаено во нашиот систем за да има како механизам за контрола опозицијата во однос на изборите. Ти предлагаш ова да остане за секогаш? Не е тоа травестија. Како не е травестија, ова е каде постои во Европа ова? Кажи ми едно место. Во Македонија. Не е негативен пример тоа што најлош можен пример е. Види шо прави на системот го разара. Шо разара системот? Како што го разара системот? Како прво можеш да Што разара? Што? Да прашам, како можеш да принудиш една партија да учествува во власта? Не ја принудуваш. Па зошто? Таа партија не учествува во власта. Тоа сакам цело време да ти кажам. Таа партија е механизам да не ги оставиме овие да крадат. Многу едноставен механизам. Да не ги остави да крадат гласови. Ке крадат. Единствено место како ќе се обидеш да не види. Значи овие аргументи права ти кажам понекогаш, знаеш, значи овие аргументи ги слушам од кога знам за себе. Значи прво, во 98 година, ти не знаеш што беше. Во 98 година СДСМ ги имаше полугите на власта кои што ги немала ниту една друга власт никогаш. 98. Добро и Пардон, 90 година па да знаеш кои полуги на власта ги имаше. Ама од 90-та наваму. Да се докажем. 2002 година ВМРО ДПМН исто така власт после избори, па ти не знаеш Љубе кој паради правеше едно друго. Изгуби катастрофално. 2006 исто. Доколку значи вак се, у меѓувреме Милошевиќ бе изгуби. У меѓувреме од 90-тите наваму, и во Србија како добар пример и у Македонија се создадува монструозни методологии за штелување на избори и за изборен подкуп. Извини се, ќе ми слушаш, ти слушав јас. 2011 година, ако не ја правеше Никола Груевски злоупотребата на власта за добивање на повеќе гласови, и ако Бранко Црвенковски во 2011 година имаше техничка, односно преодна влада, ВМРО ДПМН ќе изгубеше во 2011 година. Не согласен. Што е суштината? Суштината е дека прво лага и една манипулација огромна е дека кога некој влегува во техничка и преодна влада, дека тој е тука да биде во владеачка коалиција. Тоа не е точно. Како не е точно? Не е точно. Како? Тој влегува во изборен процес кој го дава законот. Тој влегува на избори. Излегува на избори. Учеството во техничка, односно преодна влада, значи учество на избори. Тој крева рака да се оди на избори. Не крева рака да биде дел од
некаква владеачка коалиција. Исто така, работата на министрите во тие преодни, односно технички влади, не е да владеат. И тука е замката во која влегува, барем 2020 влезе ВМРО ДПМН, пред тоа влезе и СДСМ. Замката е дека во таа влада ти треба да контролираш. Пример, Министерство за финансии контролира плаќања. Има врзан подпис. Не може министерот да плаќа, да врши буџетски трансфери без врзан подпис. Па доколку прво е, одма да ви кажам, ако после првиот круг на председателските избори има катастрофален пораз, вчера овде Трајко Славевски кажа, вика, бе, знаеш, само до пола годината им испланирам буџетот. Зошто е тоа така? За да ги фукнат сите буџетски трансфери по тендери, мендери што имаат, за после во втор круг они ќе си ги изгубат изборите, но парите ќе си ги украдат од буџетот. И после што ќе правиме? Види, ајде да бидеме иновативни тогаш, да бидеме најиновативни во свет. Ајде да направиме да не се влади уопште. Да нема потреба. Најголемата партија да дава премиер, така? А техничкиот премиер ќе остане на позицијата вечно. Може ли така? Што збориш? Тоа е твојата Ма логика. збориме за Па избори. замисли колку крадат после избори. Па. Ама Еве, ајде ќе одиме, значи види, што не е може, идејата на види, владата? ако краде после избори, Да. проблемот е што пак он ќе биде на власт у декември, пак ќе биде до година он на власт, тој што ќе краде после избори. Суштината е дека сега крадат Па прво. токму затоа, еве, замисли сега колку помалку ќе крадат да има опозицијата технички министер за внатрешни. Да има опозицијата технички министер социјално. Не се Еве, ајде вечно нека остане така, значи Зборуваме за изборниот зборуваме Ивица за изборниот процес. и Зборуваме за изборниот процес. Не е работата да владеат, работата е да контролираат во тој изборен процес. Не за џабе се сите тие, овде Сламков ги броеше сите закони кои се шо се. Работата е да се следи спроведување баш на тие закони. Е, сега те прашам нешто. Дали нашиот систем познава со и без капацитет министри? Како тоа стои или без Па капацитет? министри што владеат и министри што следат. Дали познава нашиот систем таква дихотомија? Што идеја се создава. А нема. Во нашиот систем кога си министр, брате, си министр. Тоа. Со сите права што ти Сега следат. имаш врзан подпис, Што ти министре. следат, еве. По закон сега имаш пред избори имаш врзан подпис. Значи блокада, значи комплетно. Не е на тоа системот. блокада. Блокада на Не е тоа системот. блокада, се никој не блокира плати, пензии. Еве што има. Блокада на Ајде да видиме што има сега во светот за да можеме да направиме некоја си паралела. Во земји кои што имаат претседателски системи, да речеме, се случува некаде како обичај, некаде е регулирано со уставот, че мора да е тоа во уставот. Дека оние што ќе излагаат на избори за тамошните конгреси, собрани и председатели и така натаму, дека не може во последните, да речеме, 6 месеци да бидат во извршната власт. Ама тоа не значи дека, значи пази, владата мора да е влада до последната своја секунда. Не може на влада да се скршени нозете. Едно друго. Се знае, во избори само се внимава да не се користат нештата за и секаде. Па за тоа се овие предни министри. Предните министри се ставени тука како дел од проектот да се донесе Зоран Заев на власт, да се релативизира оваа држава, да се скрши оваа држава, што се постигна. Ајде сега да се вратиме државата, се вратиме демократија. Не може да се тоа кога можеше се да само да ги Ајде да злоупотребува. се вратиме демократијата. Значи кога може, кога важиш нешто што право кој некој го имал во минатото. Значи ќе му го даеш и на СДСМ после, така? Да. Апсолутно. Значи ние ќе бидеме раштрафена држава. Нема да бидеме раштрафена држава, туку ќе бидеме одговорна држава во која се внимава што се прави пред избори. Не е точно. Тоа не е раштрафена Тоа е држава. тотално раштрафена Значи држава. тоа ако е пораз. раштрафена држава, Да. некој да ти ги контролира тебе дивењата пред избори, Собранието што прави? Што е работа на собранието? не е тоа работа. Зошто на постои собрание. собрание? Види, ај па Значи- тогаш види. Ај вака, наместо ние да имаме што има потреба од претеници од собрание, дај лепо фино после изборите. Тој што победил е премиер, овие технички премиери да тераме дале. Ајде така. Не е така. Сега Еве ќе ти кажам, има ли такви земји во светот? Знаеш ли? Има. Тие земји кои што така функционираат се раштрафени земји во светот. Еве Либан го кажа пред малку. Либан така функционира. да го тргнеме Либан. И што да го тргнеме се? Тоа е тоа. Овој метод
кој беше употребен, ова право како доби Зоран Заев и СДСМ, не може сега да му го укинеш на ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН во овој момент, особено па после овој последниот буџет каде што 5% ќе ги даваат за мито. Ама не може, ти каже човекот дека не може. Па ќе видиме бе, ако има министер за финансии технички кој нема да потпише буџетски трансфери, дефинитивно нема да може. Не е така. Иначе може ќе текне. Ако ти кажам не е така. Како не е така? Не е така. Како не е така? А не е така, значи ништо не зависи од тој човек. Видовме како што ништо не зависи од министерот за внатрешни, ништо не зависи од дополнителниот министер за финансии, ништо не зависи. Како Ивица ништо. Тотално ништо не зависи. Министере. Па видовме дека значи една фигура без врска која што само легитимира власт. Не е така. Де факто во 2020 ВМРО и СДСМ беа во коалиција. Сега пак ќе бидат во коалиција ВМРО и СДСМ со Дујина како премиер. Не е во ред. Не треба да се Значи суштината е дека секој оној кој го шири овој наратив што го шириш ти, де факто работи за СДСМ. Не е така. Не согласувам. Ова е теза на СДСМ. Не е така. Ова е теза на СДСМ. Ваквата теза дека сега тоа ќе биде политичка влада и политичка коалиција, ова сака СДСМ да го промовира како теза, но СДСМ ова сака да го промовира како теза за да ги извалка тие им се нив опоненти. Не е така. Едноставно ова не е политичка влада. Затоа се вика техничка влада. Технички министер. Технички премиер. Тоа е техничка влада, не е политичка. Во нашиот устав нема таква категорија. Ставена е ван уставот, постои во закон таа категорија. Еве ја гледаме. Чекај бе Љупчо, ај малце политички науки имаш завршено, имаш вовед во право, имаш уставно право полагано. Каде има во нашиот устав техничка влада? Нема. Значи полна влада е. Каде има во нашиот устав дека 16 кракове сонце па се вее сегде? Каде има во нашиот устав? Па не се вее пред државни институции. Се вее добро. Каде во нашиот устав има дека овакво може да се истакнува албанско знаме без да се истакне знамето на нашата земја? И така се истакнува пред институции. Еве иди во тето, види. Сите се истакнува. Каде во нашиот устав има дека ние треба да славиме во држава ден на албанско знаме, ден на албански јазик? Каде има тоа? Ден на албански јазик го има, регулирано е. Кај е регулирано? Како не е регулирано? Подзаконски акт. Не, у закон не е тоа. Кај е у закон за празници? Па еве во ова закон за избори. А не можеш така. У закон, мое, затоа не можеш, за ова можеш. Не, значи не е така. Ова ти се кафеански. Не се кафеански. Значи види, значи кога може закон за јазици да ни регулира нас користење на албански јазик во оваа општина, во онаа општина, така и закон за избори. Уставот го дефинира тоа. И ова уставот го дефинира, во уставот има избори дека во уставот има. Во уставот многу јасно се пишува кој јазик се употребува, каде се употребува. Еве види го, отвори го уставот. Ама колку е уставна тоа категорија? Различно од законот за јазици. Не, уставна категорија. Молим те. Значи пази, не постои ова значи кога дискутираме со факти. Една травестија, едно запачување на системот не треба да постои. Еве, Методи Ангелевски вели моментално законот е таков што техничка влада треба да има, а дека треба да се укине треба. Добро, значи дали може опозицијата да рече да се откаже од ова? Може. Во претходно, ако се будали, нека се откажат. Ако не однесат сите на кланица и не го контролираат СДСМ, тогаш нека им служи на чест, нека се изгубат на наредните избори, нека им ги украде СДСМ сите. Треба да имаат на секој избирачко место сите гласови, ако мислат дека не треба да учествуваат на избори, ја не мислам така. Може и да не учествуваат, па не го бойкотираат скроз системот. Ако некад води, што има уопште системот? Систем, револуција треба да се прави, така? Не. Како не? Сега овој дел од системот ќе го почитуваме, зошто бе на избори не бе нема врска ова. Нека си гледат као на 27 април. Љупчо, доброволна работа. Доброволна работа е дали ќе учествуваат на избори, ќе учествуваат. И доброволна работа е дали ќе идат во влада, нема да идат. И така, и не треба да идат. Значи, исто тоа ти е као доброволна работа, влегла на 27 април, шо па избори ќе правиме? Не, доброволна, како шо? Избори треба да справат и ќе се направат. Значи, нема потреба. Еве, Богдан Илиевски те поддржува, уе Љупчо, напред Ивица, але. Се зезат. Не, имаш поддршка се зеза човекот. Не треба тоа да се занемари. Ја пак ќе кажам, системот е таков, законското решение е тоа и законот мора да се искористи секој
ја можност за еден глас да се спречи да биде украдена кој е потребно. Еден, се друго. Значи по мене ќе биде непријатно ако кренат рака за Талат Џафери како премиер. Што е битно дали ќе кренат рака за Талат Џафери како премиер? Многу е битно. Што е битно? Значи што менува тоа во развојот, во историјата, во доброто живење на македонскиот народ, некоја символика, некој што си ја смислил во главата. Што е важно? Извини, важно е. Мене ми е важно и ми менува. Ама не, види се, Ивица. Да. Ако ти сакаш да пристапуваш со емоции кон работите, тоа е твој однос кон работите. Јас сакам да пристапувам со рацио. Рациото не бе со рацио, Што е рацио? Моево дете има сега роден ден. Што има врска дали да му слам или да не му слам? Моје дете си е знае дека го сакам. Па зошто да му слам? Зошто треба таква символика да влегам да му слам роден ден? Глупости се. А какво мислам? Нема потреба да му се дава легитимитет на Талат Џафери како премиер. Нема потреба. Твоето дете, моето дете, твојата фамилија, мојата фамилија се наши фамилии. Тоа не е држава. Ти дома можеш да правиш што сакаш, сакаш да славиш роден ден, сакаш да не славиш роден ден, ако сакаш 4 месеци слави роден ден, ако сакаш хеликоптер ангажирај кога ќе славиш роден ден као Амди Бајрам, тоа си е твој избор. Во однос на државата нема јас сакам вака, јас сакам има, така. Како нема. Државата си како има нема. правила, како правилата си се јасно дефинирани во закон, правилата се дека треба да има техничка влада пред избори и символики не ме интересираат. Затоа што секој оној кој се занимава со символики, на крај количникот од сите тие символики е дека Македонија станува се полошо место за живење. Символиката. Колку години ние поради символика не сакавме да го смениме името? И не требаше да го смениме. Ама не, сега друго е што требаше. И не требаше. Друго е што требаше. И не требаше. Друго е што требаше. И не, извини. Друго е што требаше. Ова е баш буквално за мене Друго аргумент. е што треба, како за тебе аргумент? Така за мене аргумент. Македонија не требаше да го промени името. Тоа не е символика суштина. Каква Ивица, символика? јас немам на тука сила некој мене име. Немам проблем да се значи немам порив да се занимавам со романтики. Не е романтика, дали Македонија го смени името? Го смени. Дали добивме решение кое е неприфатливо за нас? Да. Колку ние ќе отидевме напред како систем, како народ и како држава, ако ова решение кое неприфатливо беше за нас, компромисот го направивме многу порано. Ништо нема што да биеме и ве гледаме. Бе гледаме. Како? Еве, одма дојде друга вет. Ма не знам 98 ако влезе друга вет. 98 ако влезевме во НАТО, ќе беше малку различно. Кој влезе 98 во НАТО, кажи ми ајде? Кој влезе 98? Ако влезевме 2003, 5, 6, 4. Требаше да влеземе 2008 во НАТО, така? Зошто не влеговме? Грдеста и вет. Значи, еве се зборуваме кога можевме да влеземе. Инатот, значи иначе 99 година. Инаетот, 99 година влегува Чешка, Унгарија и Полска. Друг не влезе. Инаетот и начинот на функционирање и барање на символики не доведе е суштинска понекогаш. Никогаш не. Како не е суштинска? Никогаш ниту била, ниту ќе биде символиката. Како не е суштинска? Символиката на држава. Волјата на народот таа држава да ја одржува. Тоа не е тоа е символика, извини. Ако некој не верува во државата има проблем. И тој проблем треба да се надмине, да се реши. Суштината, зошто една држава постои символика? Суштината, најдлабокото. Така што символиката не е толку небитна. Суштината, значи легитимитетот од кај го црпи државата така, од символика, јас се сакам. Што е патриотизм? Тоа е така символика е, така. 19 век. Во 21 век е така како? Рани 20 век, во 21 век, како? Извини, нормални системи не се занимаваат со символики. Шо, Британија нема Кажи ми, кој е во моментов најпатриотска и најнационалистичка земја во светот, убедливо? Која? Америка. И си го забележал нивниот национализам на секаде, го веат знамето во секој филм што го прикажува Холивуд. Цела имаат изградена една цивилна религија околу нивниот национализам. Но во исто време... Не, дозволи.
цела религија изградена околу нивниот национализам, овакво, може. и тој еден Еве, тврд, длабок... еве сега ќе ти кажам што ние никогаш не научивме еве од американците. Еве сега ќе ви кажам што е прагматичен национализам. Соединетите американски држави, нели, војуваат, имаат граѓанска војна против Кралството Британија. А, не, тоа е друго. Да. Мислиш на граѓанската И војна. прогласуваат независност, така? Да. Колку години потоа од истото тоа кралство против кое војувале, тие си откупуваат земја. За да го имаат нели целиот тој од East Coast до West Coast. Не е таква историјата ни. Како? Ајде да видиме каква е историјата ни. Колку откупуваат земја? Не откупуваат од нив, од Франција откупуваат. Откупуваат и од Канада. Односно од Велика Британија. Не, па сега да чекаме. Вака се. Со Велика Британија имаат проблем цел век и поише. Добро. Ајде да го видиме што е проблемот. Одма после таа војна водат втора војна со нив. Кај што британските трупи го палат Вашингтон, меѓу другото. Одма после. Абе не, они имале војни, серија на чекай војни. се, дозволи се, значи. Првото проширување на Америка е откупувањето на територијата Луизијана. Со која што Америка својата територија буквално ја триплира, еве така да И кажеме. откупуваат од Франција. Од Франција, од Наполеон во 1803 година. А после источниот Потоа, кост. чекај дозволи. Потоа водат војни со Мексико. Од каде што земаат исто така еден значителен дел. Потоа има една територија за која што има заеднички суверенитет. Таа е теоријата на Пацификот, која што ја сочинува денешната држава Вашингтон, денешната држава Орегон и денешната држава Британска Колумбија во рамките на Канада. Во еден момент толку многу почнуваат да се населуваат американците таму. Дури мора да ти кажем, еве британците имале за нив виц дека единствено нешто што се множи исто толку како американците се нивните змии звечарки, вика, по дивината, затоа што тоа било дивина. И во еден момент британците велат вака, затоа што ќе ни се случи овие да направат ирелевантна ситуацијата, дај со нив да се договориме. Се договараат и паралелата, мислам дека 49-та паралела е определена како граница измеѓу Британија и Соединените американски држави и така е поделена пацифичка територија на две. Истовремено, треба една друга работа, знаеш, цело време Америка во текот на 19-тиот век, почнува на почетокот на 19-тиот век, сака да ја земе и Канада. Значи Америка претендира да ја земе Канада. Таа работа горе-долу се решува некаде после граѓанската војна. Значи, од Апалачинските планини до Мисисипи реката и од Канада до Шпанска Флорида во 1783, нели, ја добива оваа територија од Велика Британија. Што е тоа? Кога ја добива, како ја добива, зашто ја добива? Ајде кажи. Ама ја добива. Ама дали ја добива на подпис? Дали вика еве ваше? Чекај. Што е тој договор? Кажи ми. Што е тој договор? Тоа е Парискиот договор. Добро. Парискиот мировен договор. Добро. Со тој договор што се случува? Се случува меѓународно признавање на значи тој е договор со кој што завршува колонијалната војна, со кој што Америка станува независна. Америка бара многу поголема земја. Америка знаеш што бара? Америка ги бара сите британски територии и во Северна Америка и на Карибите. Во тој момент најголемите поддржувачи, затоа што тоа е мировен договор, тука се преговара. Зад Америка кој стои? Ивица. Чекам, дозволи. Франција, Шпанија и така натаму. И они им викаат нема да направиме ние борејќи се против еден джин, нема да направиме втор джин. Затоа ќе ве сведеме на една територија. И ги сведуваат. Ивица. Што е? Замисли ние. Шо? Сега да ви кажам како функционираат американците и зашо ние нема, сакам да никогаш еве, што е разлика помеѓу символика и што е разлика помеѓу реална политика. Значи, како ќе го реши американците проблемот ние што го имаме со името? Многу едноставно. Во Македонија во рани 90-ти се раѓа проблемот со Грција. Со името Грција има некакви стравови дека Македонија нели ќе посека територија од нив. Има стравови дека тие се вистинските наследници на Македонија и така натаму. Македонија во одговор, во имунитет на тоа прашање, прави тука светски македонски конгреси, патриотизми, огномети, документарци, досадни,
Плеада, за Александар Македонски, теории на заговор, 250.000 емисии, така натаму. Американците да беа тој проблем, ке иде, ке им рече у светска економска крива, колку пари сакате вие да им даете право ние да се викаме Македонија, да беа на наше место. Кој ке рече толку, еви 3 милиарди, ке земевме кредит, до сега ке ги вратевме парите и ке бевме Македонија. Но тоа е држава. Да ти кажувам. Ти кажувам. Тоа е држава. Сега влеговме во комедија. Значи држава која размислува прагматично како Америка, проблемот ги решава вака. Чекај да видиме прво со пари дали може да завршиме работа, да си го откупиме авторското право на Македонија. Држава на Калимеровци снима документарци, гради споменици, прави ова, прави она. Ние за жал, во целиот тој период, и ние се уште сме Калимеровци, затоа што утре СДСМ, која ќе ти испоплати милиони работи за избори, денот после избори која ќе се разбудиме и која ќе сватиме дека 20, 30, 50.000 гласа купиле на еден или на друг начин, све Калимеровци ќе биде во државата. Ете, нема демократија, значи имаш избор, или ќе бидеш прагматичен и ќе ги решаваш проблемите, или ќе бидеш Калимеро. Ние одбравме да бидеме Калимеровци. Нема логика. Исто и сега со Бугарија. Нема логика ова. Како нема да кажеме, Америка не ги решавала сите работи прагматично. Америка ги решавала огромен дел од своите прашања што биле символични, што ги викаш ти со крв. Граѓанската војна како е решена? Па слушај, ние у граѓанска војна или дојдеме у 21 век? Не, символиката што се дојде се тепаме. Символика околу два збора. Еве ќе ти кажам околу кои зборови. Символиката, дали кога кажеш Соединените американски држави како држава е една држава или се американски држави се, значи не една него ше поише држави. Како ја решија? Ја решија со судир, граѓанска војна, кај што изгинаа 600.000 народ. Нема војна во која што се стварно веруваш дека заради зборот се бореле они меѓу себе? Да се збореле заради тоа што имале алтернативно гледиште. Како треба да изгледа државата? Дали треба да биде конфедерација или федерација? Не. Дали треба да биде? Во реалноста се бореле во таа граѓанска војна во Америка. Зашто? Дали да има централно управување или овие локални да бидат што е можно помоќни. Па за моќ се бореле, не се бореле за символика. Символика е како не. Ајде. Символика е дали шерифот ќе одлучи или некој ќе му дојде одгоре да му каже. Еве друга работа околу символика. Символика било. Тоа е најпрагматична војна. Како е прагматична војна? Јасна војна за моќ. Кој да доминира, тоа е граѓанската војна. Не е јасно, зашто е јасно до ден денес не знаеш што било. Кој да само за тоа е војна. Не е така. До ден денес како таа. До ден денешен јасно е, значи нема таму ни символика ни ништо. Баш напротив, кој да доминира? Во секоја држава символиката е значајна и во Америка символиката е значајна. Еве на пример, зошто ако се толку прагматични, него направи шпанскиот втори јазик. Имаме малку пробиваме, одиме со краток блок на реклами, по рекламите одиме по вториот дел од емисијата со кој ќе дискутираме нови теми, но и на многу повеќе. И на крај по емисија ќе одиме да јадеме малку символика. Доколку Македонија влезе во избори каде што ВМРО ДПМН ќе почитува символика според Ивица што викаш ти. Според тебе е символика, добро. Да, и нема да учествува во техничка влада. Може министрите да ги делегира во техничката влада албанската опозиција, да речеме. Што ќе се случи? Тогаш ќе имаме премиер Талат Џафери и 2/3 од министрите кои доаѓаат од албанскиот политички блок. Како се вика тоа? Како се вика? Апартит. А сега го нема? Не е до толку изразен. Го има, ама не е до толку изразен. Значи до опсегот зборува, не? Значи да, со многу поголем опсег. Затоа одговорно, за да не ја препуштат власта, и да не може да ни прават што сакаат пред избори, да не може да уценуваат со социјална помош, со буџетски трансфери, со кампањи на некакви, како се вика тоа, лотари, со се и се што, ВМРО ДПМН треба да си влезе во техничка влада и да дозволува да се трошат пари единствено нели по заплати, за пензии, за тоа што е неопходно да се трошат. Кој беше најголема победа на опозицијата 2017 година до денес? Локалните избори. Има техничка влада тогаш?
Тоа е друг процес, сосема друг. Значи нема потреба Друг техничка влада процес, и тоа друг види, ознос и влоговите се многу помали за некој да седне и милиони да троши од државен буџет за таа работа. забега комплетно. Значи дивеја и изгубија. Значи народот е паметен, немој да мислиш како подкупи некој народот. Па што правеа 2021 година? 2020 како Полудеа со подкуп. народот глуп ли беше во 2020? Значи според твојата Што се случи? теорија народот бил глуп Не, 2020 година. 2020 година не се случи друга работа. 2020 година имаше проблем. Тогаш беше короната, тогаш беа X работи, значи 2020 година токму пандемијата ја избрише политиката. Они во 2020 година ќе помина исто како 2021 година. Меѓутоа имавме една ситуација, короната е таа која што го спаси заев тогаш. И крадењето. Крадењето не го спаси во 2021 година. Значи целата таа работа, значи 90-та година, комунизам, социјализам овдека. Опозицијата победи. 98 година, една забегана власт, која што све исприватизира. Луѓе остануваа без работа, стече оде едно друго, изгубија. И тоа изгубија ко магариња. Овако. 2002 година, пак една забегана власт. Изгуби. 2006 година, друга забегана власт. Изгуби. Да, резюмираме, почитувани слушатели, во оваа емисија можете да ја чуете убавината на демократијата. Знам дека вас тоа не ви се допаѓа, но овде имаме не им се допаѓа на гледачите и слушателите демократијата. Да, но имаме од едната страна став радикален дека ВМРО ДПМН е по никоја цена не смее да влезе во владеачка коалиција. Имаме од друга страна радикален став дека по секоја цена треба да влезе во Ајде да видиме што ќе се техничка случи влада. Сега може да ви кажем една работа. Што и да се случи, значи, што и да се случи, сонцето ќе изгрена утро. сонцето оваа емисија ќе биде во право. Да. Ние ги кажавме двете постоечки тези, ќе Ајде да бидеме видиме во што ќе право. се случи. Најверојатно ќе има некој определено учество со технички лица на опозицијата во власта, но нема да ја гласаат владата. Да се кланим. Мене не ми мене дали ќе гласа. Значи Еве да видиме, правиме квадратура на кругот, што ќе се случи. мене тоа се барање политички решение на проблемот го нема. Тоа е не гласа. Крупен проект. Што има врска? Нема така. Дали ќе кренели или не кренеле е тотално неважно. Ајде се додиме во тоа што е важно. Кои ќе бидат председателски кандидати? Ајде да видиме една работа вчера, на пример, вчера имавме интересна еволуција на ставот на Пендаровски. Чек, што ќе биде? Сега види, сега Не знае, сега се мисли. Не, сега има една фраза која што многу ме нервира. Значи се употребува во политиката, меѓутоа ми онака кога ќе слушнам на нерви ми оди. Како рече, повеќе е веројатно дека ќе се кандидира отколку дека нема да се кандидира. Значи прво беше не размислувам, Па не реков така. па не реков така, Во изден, сега добро. повеќе размислувам од што не размислувам. Да се кандидирам. Сега да размисламе, знаеш, сериозно. Немој така сега. Не знам, ако во случај да се кандидира, оваа мислакање може да биде првото поглед, не, на средина таму негде од книгата Како да изгубите избори. Но ајде сега да видим. Друг кандидат од СДСМ кој сериозно се промовира е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој мислам дека Не прв пат отворено призна дека размислува. Само што ќе го соопштил подоцна. Тоа е, види, ова е веќе и видовме дека особено ова сега што глумеа Пуаро со и како се викаше тој Хектор Пуаро и тој другиот како беше Шерлок Холмс. Шерлок Холмс, да. Да, 20-та која глумеа сега со Бубевски работеа работа што тотално не име работа на 20-та. Значи Бубевски е Вотсон. Ма не, значи да седнат министер и јавен обвинител 20-та они сега тука да ни глумат. Тоа треба да го прават луѓе стручни, не политички фигури. Како Спасовски, ај Бубевски и така, иако видовме дека не е стручен и он. Тоа треба да го прават стручни луѓе за јавноста да има. Знаеме дека не е стручен. Значи до сега не сум чул за некој вработен на партиски список да биде стручен. Значи тука има една закономерност во Македонија. Има сега, се наоѓа сигурно не се до толку за обвинителство, да, ама сега има институции. Добро, веројатно има.
Не знам, храни, ветеринарство, инспекции, нешто, има некој стручен. Суштината е дека За тамо мора факултет. Оливер Спасовски влезе, сакаше ова да го искористи за политичка кампања, но можеше да значи, но тоа е така, секојаш кој е клизаво, нешто што сакаш за политика да го искористиш, на крај може да ти се удри од глава. И тоа му се случува на господинот Спасовски. Гледаме сега имаат полемика со Мицковски. Не би навлегувал во таа работа, но мислам дека по ова што се случи, што е сериозен дестабилизирачки емотивен фактор пред секај луѓето, мислам дека Спасовски малку потешко. Од друга страна, Пендаровски е едно цврсто прифатливо решение, затоа што сега ќе треба да се губи. Но Како напише Гера? што? Како? Ако процени дека има шанса ќе иде Спасовски, ако не ќе му препушти вика да се кандидира на Пендаровски. Сега тука иде друга работа, тоа е дали Дуи ќе застане зад Пендаровски. Чекај, ај пред да стигнеме до тоа, може малце да видиме што се случи вчера, што е многу Ајде. побитно. Значи излезе Максим Димитриевски и кажа дека ќе имаат кандидат. Не, дозволи се. Се што се случува? Ај вака политички да размислуваме. Партија во настанување, ако има кандидат, ќе оди на сериозен кандидат. Да продолжам. Ништо чудно и Левица да излезе со свој кандидат, и сега пази, Дуи ќе се јави пред оваа дилема. Имаш кандидат на СДСМ, имаш кандидат на ВМРО ДПМН, имаш кандидат од Обединета албанска опозиција, имаш кандидат на Максо, имаш кандидат на Левица. Петорица во кампања, каде е Дуи? Али Ахмети е прагматичен. Значи, пред првиот круг кампањата ќе се сведе на председателска кампања. Каде е Дуи? Го нема Дуи. Ако дојде и Дуи, пази се, 6 души можеме да имаме во рингот. Зборуваме за сценарио. Може да го биде, може да не го биде. 6 души во сценарио. Во една председателска трка ќе биде интересно. Да се види кои ќе испаднат на првите 2 места. Искрено и без ракавици. Да. Искрено и без ракавици. Максим Димитриевски ја промовираше својата партија, ги промовираше кадровите во својата партија. Ние не видовме сериозни кадри таму. Добро. Ние не го видовме тоа што го очекуваме. Следствено на тоа, во овој момент ја не верувам дека Максим Димитриевски ќе извади сериозен председателски кандидат. Дури мислам дека тоа ќе биде некоја таква. Некоја екзибиционистичка варијанта. Као на времето оној Стефчо што го извади, како се викаше, Зоран. Добро, Зоран е сериозен човек, ама сакаш да кажеш немал шанси за да биде. Ќе биде некаква екзибиционистичка варијанта. Во однос и мислам дека нема таму сериозни шанси, дури ни на парламентарните избори нема шанси повеќе од една рака пратеници да земе, мислам дека дали ќе земе 1-2. Зборувам за Максим, може грешам, но тоа е перцепцијата која јас имам, која ги гледам со кои луѓе оперира Максим Димитриевски. Значи, тоа се генерално луѓе кои не се политички познати и се без политички кредибилитет. Војници не се прави политика. Бидем искрен. Во однос на Левица, Левица е тука пред еден сериозен проблем, а тоа е дека, да, Левица има, како да кажам, некаков подем, има некаков ветар во грбот, има пред се млади луѓе кои за прв пат спознаваат што е политика, па се палат на тој екстремизам. Што е екстремизам, но прашањето за Левица е дали има доволно организацијски капацитет да собере 10.000 потписи. Мислам дека малку тенко таа работа. Проба еднаш Филип Петровски да собере, не успеа. Проба Стојанче Ангелов да собере, не успеа. Проба Билјана Ванковска, вчера проверив, застанала, иако имала 10.000 лајкови, застанала при собирање на потписи негде околу 2400-2500. Мислам дека беа многу повеќе. Проверив Ивица.
Каде провери? Провери во нејзино признание на Тајм го најдов од тоа време. Околу 2500 потписи се, нема црвеното светло. 2500 се. Ништо повеќе од Не мислам дека 2500. беа поише. Перцепција, што си мислење е едно, ја ти кажем факт, околу 2300 до 2500 потписи. Ништо повеќе од тоа. Сметам дека левица ќе кубури со можноста да собере потписи и ако влезе во филм да собере потписи, а не успее да собере потписи, тоа може да им се одрази многу лошо како партија. Може едноставно луѓе да влезат во тоа да не ја гледаат како сериозна опција. Ако не успее, да. Ако, така. Сега зошто го велам тоа? Гласачкиот потенцијал на левица е негде 30 до 50.000 гласови до сега што освоиле. Така колку освоја на последни? По листи зборам, Добре, на локални. Околу 30.000 освоја, добре. Еве да им дајме уште 20.000 од карти. Ако имаат они 50.000 гласови, а немаат толку, помалци имаат, но еве, им даваме од карти. Значи дека секој пети гласач треба да оди да се потпише. Знаете ли колку е тоа тешко да речем? Лесно е за ВМРО и за СДС кои имаат огромни машинери и така натаму, они може во 2 сата да ти соберат 10.000 потписи, затоа што они па имаат над 100.000 членови, едните и другите. Мислам помалце имаат, меѓутоа точно можат имаат потенцијал да соберат потписи. За разлика од левица тука ќе биде малце шкаклива работата. И да знаете една работа, во минатото, кога сте гледале ЛДП, кога сте гледале Гром, кога сте гледале било која помала политичка партија да излезе со председателски кандидат, бидете сигурни дека негој од поголема политичка партија поради некакви изборни математики им собирал потписи. Не, тоа во овој век. Во минатиот век не беше така, во минатиот век уште беа моќни дел од партиите. Например, во 99 година на Андов никој не му собираше потписи. 99-та ја од шиша млеко сум пил, затоа не го коментирам. Еве јас тоа го коментирам. 99 година, например, и Цилето Пурковски тогаш види во таа кампања да потраеше некои 2-3 недели, Цилето Пурковски ќе влезеше, немаше Борис Трајковски да влезе. Токму затоа јас во однос на левица сум резервиран дека воопшто ќе можат да соберат потписи. Затоа што јас за друго зборував. Секој трети гласач, секој пети гласач да се потпише е малце. Јас за друго нешто зборував. Зборував во случај да има повеќе кандидати. Дуи ќе биде пред сериозен предизвик и они да излезат кандидат. Албанската опозиција ќе има кандидат зошто? Заради тоа што сега ќе кажам најобјективно. Нема тука да навлегувам во ова и она, баш ја одам спротивно од тоа што е символика. Затоа што ќе имаат €1.000.000 за маркетинг и за кампања од државата. €1.000.000 не се мали пари. Ќе се согласиме, околу €1.000.000. Зборувам за албанската опозиција. Токму затоа тие ќе имаат дефинитивно свој кандидат. Еша. Дуј од Бехтел и Енка многу поише од милион има, не им треба тој милион од ДИК, но дали ќе имаат кандидат пред се зависи од тоа колку Али Ахмети ќе процени дали СДСМ имаат политички потенцијал да ја прави со нив идната влада. Ја мислам, доколку нема кандидат Али Ахмети, доколку има кандидат Али Ахмети, се извинувам, Али Ахмети де факто СДСМ го пушта низ вода. Ако, пак дозволи, ако стане малку по бројно полето со кандидати, дуи ќе излезе со кандидат. И размислува да излезе со кандидат. Токму од оваа причина. Види, кампањата ќе биде интересна. Пред првиот круг ќе биде само за председател. Уште нема да биде залуфан овој делов за политички партии. И сега ти во таа гужва, ако немаш кандидат за председател, ако има гужва, збориме, тогаш твојот глас малце ќе биде потивок. Али Ахмети мислам дека е доволно паметен да го разгледува и ова сценарио. Така што види. А може па Али Ахмети мисли дека треба да биде потивок.
Не сме да биде. Не сме, мора види внимание, мора да привлечеш. Еве зборевме вчера зошто е кампања. Кампања е да кренеш еуфорија. Како тоа? Ако немаш твој кандидат, како ќе креваш еуфорија? Стево Пендаровски не може да биде кандидат на Али Ахмети. Ете како не може. Не може. Сега, караванот кој ќе шета, предизборен, кај ќе шета овој? Ќе шета со Дуи или ќе шета со СДСМ? Може и Али Ахмети па да има и една друга цел, а тоа е, ако веќе го поддржи Стево Пендаровски, тоа е целта да му биде СДСМ целосно да го претопи во Дуи. Нешто што е исто така... Немаше таа работа, не зафркавај се. Како? Па сега види кој ги гледа човек какви се. Не, до толку не се. Се надевам. Тоа е се што имам да кажам, дека се надевам, но не сум уверен. Еве, ако треба политички да одговорам. Се надевам, но не сум уверен. Не знам. Дали и како, што ќе се случува, треба да видиме. ВМРО ДПМН од друга страна се уште бира кандидат. Она што го говорат гласините во овој момент е дека најверојатно ќе станува збор за професорката Гордана Силјановска-Давкова, која повтор пат нели ќе се кандидира. Тоа е. Има и други имиња кои кружат. Тие нели ќе имаат конвенција. Да зборуваме за сериозно име, кога зборуваме, тоа е сериозно кое што кружи. Тоа е сериозно име кое што кружи. Сега што ќе се случи, како ќе случи? Знаеш, со ВМРО никогаш не знаеш. Не без со ВМРО, политиката генерално никогаш не знаеш. Да. Дали Силјановска е добар кандидат? Да. Извонреден кандидат. Дали може би како кандидат има и одредени мани? Кој нема? Кој нема? Да. Дали е подобро од Стево Пендаровски? Не познам човек во студио во аеродром. Добро, има. Али види, може да кажем 80% се подобри од... Може нема да се допадне оваа споредба, меѓутоа вчера имавме еден гостин кај кој што кога зборуваме, можеме да зборуваме многу интелигенција и образование, друго, меѓутоа има една карактеристика која што тука е споредбата. Интегритет. Значи, кога зборуваме за Трајко Славевски, интегритетот е некаде многу висок. Кога зборуваме за Гордана Силјановска, исто така. Имаше на другава страна интегритети. Пример, сега вака ќе бидам објективен. Илинка Митрева? Јас веднаш ќе кажам. Пред изборите 2014 година, колку е навеќе Илинка Митрева? Пред изборите 2014 година пев еден од оние, дека Але сме се гледале, кој го убедува Стево Пендаровски да се кандидира за председател. Во 2014 година Стево Пендаровски имаше интегритет. Да бидеме вака. Тука сме... Тука се разликуваме, мајте. И интегритетот е као сапунче. Многу лесно се троши. Значи, види... Има пар луѓе кои биле со интегритет, но функцијата од нив направило да изгледаат палјача на крајот. Да не ги именувам сега, да не правиме тука една жестока политичка драма која ја заслужуваат сите тие да им ја направиме, но еве, ќе ги амнестираме. Интегритетот се троши. Многу лесно се троши. Особено кога сте председател. Особено кога сте председател и особено кога живеете во клима каде што реално знам дека ова нема да им се допаѓа на никој, ниту од ВМРО, ниту од СДС, ниту од... Реално во историјата на Македонија имало само двајца председатели кои реално ги користеле нели механизмите кои треба да ги користи еден председател, тоа се Киро Глигоров и Бранко Црвенковски. Останатите уживаа да бидат курири на релација партиско раководство, меѓународна заедница, други партии. Тоа не е председател. Председател треба да има јасен став. Председател треба да биде главата на системот, ако владата е вратот. Или? Ние за жал немавме досега. Види сега, ја не викам дека Бранко и Киро па дека биле добри председатели.
да се разбереме. Но за разлика од другиве биле председатели затоа што ги користеле механизмите на председател. Дали биле добри председатели е друг муабет. Другиве не ги ни користеле механизмите да се биде председател. Ај за ова после, да не, зашто на крај на емисија сме. Добро. Едно добри 2 сата од овде гледам расправа, ама ајде. Мислам дека е добро да завршиме. Значи, шо ќе завршиме според тебе? Не, според мене, види, токму заради ова сценарија, види, кај нас, нели, секој што збора кој погодил, кој не погодил. Значи, идејата и така функционираат овие политики, весници, разузнавање и така натаму. Разработуваш сценарија. Затоа што единствено што знаеме за иднината е дека е неизвестна, нели? Сега во таа неизвестност се трудиме да најдеме некои параметри врз основа на кои што ќе определиме некои сценарија. Сценариото густо поле со кандидати за председател става притисок врз Али Ахмети. Да видиме дали ќе доеме до таму. Затоа што по ова што го кажа Пасилјановска кандидат веќе таа е кандидат кој што е обединител за опозицијата. И тоа е една ваква опозиција која што сега не е обединета. Па не мора да значи сега. Не мора да значи да речеме дека ќе биде обединител за опозицијата. Јас, например, во однос на кандидатот на ВМРО ДПМН не очекувам дека Левица ќе го поддржи, било кој да е, па макар и Силјановска. Од друг разлог не е. Да, друга партија. Право, обичен даде таму поаѓаме. И второ, имаме една тенденција, нели, од таа политичка партија, малку поинаку да перцепира што е тоа опозиција и дека опозиција не може да гласа дупови со Стефчо и така натаму. Треба да видиме како ќе реагираат тие. Дали е битно толку многу нивното? Не, затоа што сепак на крајот гласачите одлучуваат, но да видиме сега дали ќе успеат тие да соберат потписи. Ако не успеат да соберат потписи, прво дали ќе решат со кандидат, тоа што го зборуваме. Да, дали ќе решат да одат со кандидат. Ако соберат потписи, дали СДСМ ќе им ги собере потписите? Или ВМРО ќе им ги собере потписите? Затоа што сега, например, знаеме, и тоа пак ќе кажам, све што гледате мала партија, некој им ги собрал потписите. Знаеме, например, дека веројатно на Гром ќе му соберат потписи, да има партиски кандидат, ќе му соберат потписи на... Уствари не, Гром може и сам да собере, Стефчо има инфраструктура. Он доаѓа од позиција на градоначелник, така што... Иако пак е голема планина за качување. Да, но мислам дека он ќе собере. Он има механизам, бе, знаеш, и плюс теренец е сега. Но голема планина она што го зборуваме, пази, не е тоа. Да, голема планина. Кај Левица малце е друга работа во однос на потписите и Максим ради тоа би можел сам да собере, пошто реално има овакво, како се вика. Има град позади себе. Ајде да дојдеме до таму, па ќе зборуваме. Сега, како ке Максим Димитриевски друго ме интригира, тоа е дали кандидатот ќе му личи на нешто. Тоа е прашањето. А по мене не е прашање. Ако излезе, по мене. Абе сега излезе. Ако излезе со силен кандидат. До сега не направи лоша проценка, идеме натак. Видовме дека она што го избра за раководство на партијата, за луѓе околу него, јас таму не видов човек кој може сериозно да се бави со политика. Видов екзибиционисти, пар од нив по 10 партии што имаат сменет. Утре ја и ти да отвориме партија, истите ќе ни дојдат. Тоа Македонија е пасија. Ај се остави тој. Има такви сега, не му ги кажеме некош. Ивица, тука негде затвараме. Мислам дека е доволно, да. Почитувани слушатели, останете со 107,4. Уживајте во денот, се гледаме утре наутро.